Продолжуваме со емисијата. Од Кавадарци се селиме во Куманово. Оттаму ја вклучуваме Ана Денковиќ од граѓанската иницијатива Сакам да дишам. Како што кажавме, денеска во Куманово ќе има граѓански протест, токму поради загадување на воздухот. Господјо Денковиќ, дали се слушаме? Прво да видиме... Да. Добар ден, како сте? Добро, вие како сте? Како е во Куманово? Денеска се дише ли? Денеска се дише, морам да кажам, меѓутоа ние сме спремни и се спремаме за вечерва за граѓанскиот протест во 7 часот. Добро, можете ли да ни кажете нешто повеќе, што ве потикна токму сега да излезете на протест? Што е тоа што се случува во Куманово? Во Куманово, значи, задните месец дена или задните неколку недели, граѓаните се соочуваат со презагаденост на воздух. Се жалат по социјалните мрежи дека не можат да дишат и варираат различни симптоми, значи од печење на нос до печење на грло, некои се жалат на болки во стомакот и повраќање. И загадувањето варира во зависност од, значи, повисоки и пониски делови од градот, и ние сега истражуваме, сакаме да го решиме проблемот и затоа се организиравме како група на граѓани под мотото Сакам да дишам. Значи загадувањето се чувствува во повеќе делови од градот, значи не е само еден дел. Делови, не целиот град, значи само некаде повеќе, некаде помалку во зависност од висината. Обично најзагадено е кога дува ветер од север. Добро, имаше некои, кога читав на социјалните мрежи за овој проблем, има некои што велат дека можеби тоа загадување не е од Куманово, дека доаѓа од соседна Србија. Верувате ли во тие тези? Јас не би сакала, значи, да алудирам на некој можен загадувач, затоа што главните информации кои што ние како граѓани ги добиваме е од социјалните мрежи и тие се различни. Значи, различни, не би сакала да се мешам во работата на надлежните служби. Добро, јас не барам од вас, се разбира, да кажете на што се сомневате, но еве, дали вие се сомневате на нешто, дали е тоа во Куманово, дали мислите дека можеби загадувачот е во самото Куманово? Не знам. Значи, постојат различните шпекулации, не знаеме што прават надлежните служби, меѓутоа ова продолжува. Добро, имате ли некаков фидбек од надлежните, дали сте пријавиле, не вие лично, туку како граѓани, дали некој во Куманово пријавил, што е велат од Министерството за животна средина, од општина Куманово, не знам? Неколку пати пријавував, меѓутоа немам добиен одговор, освен одговорите што сите ги добивме на социјалните мрежи. И стварно не би сакала да се мешам во нивната работа, единствено што бараме е да се реши, затоа што загадувањето повторно продолжува. Ние еднаш преку социјалните мрежи реагиравме, значи, и проблемот престана неколку дена. Еве, и можам да ви кажам дека и откако го организиравме овој протест минатата вечер, исто така 3 дена веќе не ја чувствуваме миризбата, меѓутоа ќе протестираме се додека не се конечно реши овој проблем. Не засегаме во тоа кој го загадува, дали надлежните, можеби надлежните служби, се залагаат да го решат овој проблем, си имаат бајда нивни начини. Да, значи ова на некој начин можеби алудира, иницира дека од кога вие сте напишале, значи тој некој што е загадувач престанал, значи некој на некој начин реагира на овие предупредувања на граѓаните. Дали надлежните служби, не знам, меѓутоа се плашиме дека може и да се повтори, затоа што еднаш веќе се повтори. Да, добро, кажете ни... повторува. Кажете ми уште за самиот протест, каде ќе биде, кога ќе биде, што е планот? Па вака, значи, осмислено е да биде мирен протест, нема никому да му одземеме многу време, доволно е само да се појават граѓаните на град Куманово, без разлика, значи, на национална, верска или политичка припадност, затоа што воздухот
сите го дишеме, значи, да излезат едноставно да ни дадат подршка на градскиот плоштад вечер во 19 часот. Да, доколку проблемот не биде решен, имате ли такви планови или се уште ова вие само стихино, не планирате до толку? Ова е, значи, наш прва организација. Во зависност од тоа дали ќе се реши проблемот, ние ќе продолжиме да протестираме со дека не се најде решение и всушност не престане загадувањето. Да, сакам уште ова да ве прашам за крај, кога имаше проблеми со загадувањето пред неколку години, кога тој проблем беше, да речеме, на пикот во целата држава, особено во Скопје, каде што се бараа тие загадувачи, тоа се почна од кога се предходно, пред десетина години, не знам колку беше, се донесе тој закон за увоз на отровен, на токсичен отпад од странство, кој можеше да се гори тука во домашните отпади, од тогаш почна да се интензивира, па имаше и новинарски истражувања кои го докажаа тоа. Се сомневате ли, можеби на тоа најконкретно да ве прашам, дека некој во Куманово гори некаков токсичен отпад? Јас не би сакала да го изразам моето лично мислење и не би сакала воопшто да навлегувам, тоа го оставам на надлежните служби. А ние како граѓани заслужуваме одговор. Добро, господјо Денковиќ, ви благодарам за ова вклучување. Секако Телевизија 24 ќе следи и понатаму што ќе се случува во Куманово и со протестот и со загадувањето. Ви благодарам. Ви благодарам. Пријатно. Да, ова беше Ана Денковиќ, а ние ја продолжуваме емисијата со гостување на просветниот инспектор во пензија Ѓорги Илиевски, кој зборува за проблемите во образованието.